Советот на општина Кочани ја одржа 29-та седница, на чиј дневен ред повторно се најдоа точките што не беа прифатени на претходната седница, а што се одржа пред 10 дена. Со тоа, за истата работа, советниците ќе добијат уште еден финансиски паушал за јуни. На оваа седница беа усвоени годишните планови за вработување за 2024 година на Средното општинско училиште Гошови Кентиев, како и на основните училишта Малина Попиванова и Раде Кратовче. Членовите на Советот не ја усвоија измената на годишниот план за вработување во библиотеката Искра за оваа година. Не беа усвоени предлог одлуките за измена на тарифите, односно поскапување на цената на водата за пиење, на услугата за пречистување на отпадните води и за собирање и одведување на урбаните води на комуналното претпријатие Водовод за периодот од 2021-2023 година. Советот не ги усвои извештаите за финансиското работење на Водовод за минатата и за првите 3 месеци од оваа година. Усвоена беше предлог одлуката за давање на користење без надоместок простории во сопственост на општината на местната заедница во селото Горни Подлог. Исто така едногласно поминаа двете иницијативи што ги даде советничката Жаклина Филипова Свеќаровска, Советот да испрати препорака до комуналното претпријатие Водовод за да ги ослободи бранителите од плаќање на комуналните услуги, односно да утврди повластени цени за нив. Членовите на Советот ја усвои иницијативата за измена на режимот на сообраќај на улицата Димитар Влахов, поднесена од советникот Ивица Лазаров, со заклучок да се реализира средба на граѓани со општинските стручни служби заради враќање на сообраќајниот режим на оваа улица на делницата меѓу двата кружни тека.